Почитувани ученици, добре дојдовте во Е-училница. Јас сум Магдалена Вајановска, наставник по математика од Основното училиште Елпида Караманди во Битола. Денешната наставна содржина е за окружување цели броеви до најблиска десетка, стотка или илјадарка. Целите кои што ученикот треба да ги усвои за оваа наставна содржина се да се научи да заокружува цел број до најблиска десетка, најблиска стотка и најблиска илјада и да знае да проценува и заокружува големи броеви. Во минатите лекции научивме дека секоја цифра во записот на броевите покажува број на единици или број на десетки или број на стотки и така натаму, соодветно на позицијата, односно местото на кое е запишана. Во пример 1 ќе ги заокружиме броевите 22, 25 и 27 на најблиска десетка. Забележуваме дека овие броеви се нанесени на бројна права. Соседни десетки за овие три броеви се 20 и 30. Бројот 22 е поблиску до бројот 20, па запишуваме 22 е приближно 20. Бројот 25 се наоѓа точно на средина, измеѓу 20 и 30, тука по договор ќе запишеме 25 е приближно 30, подоцна ќе објаснеме зошто е тоа така. И бројот 27 е поблиску до 30, па ќе запишеме 27 е приближно 30. Кога заокружуваме на најблиска десетка, ја гледаме цифрата на единици. Доколку цифрата на единици е број помал од 5, тогаш заокружуваме на помалата десетка, доколку тоа е број 5 или број поголем од 5, заокружуваме на поголемата десетка. Во пример 2, сакаме да го заокружиме бројот 4536 на најблиска стотка. И овој број е нанесен на бројна права и се наоѓа помеѓу броевите 4500 и 4600. Очигледно дека бројот 4536 е поблиску до 4500, па ќе запишеме 4536 е приближно 4500. Кога заокружуваме на најблиска стотка, ја гледаме цифрата до неа, а таа е цифрата на десетките. Оваа цифра е број помал од 5, па бројот ќе го заокружиме на помалата стотка. Или, цифрата на позиција стотки останува иста, ако цифрата на позиција десетки е број помал од 5, а се зголемува за 1, ако цифрата на позиција десетки е 5 или број поголем од 5. Пример 3. Заокружи ги на илјади броевите 21.363 и 47.612. Овој број, кога ќе го заокружиме на илјада, ќе биде 21.000. Затоа што кога заокружуваме на најблиска илјада, ја гледаме цифрата на бројот до неа, односно цифрата на стотките. Овде цифрата на стотки е 3, а тоа е број помал од 5. Бројот 47.612 заокружен на најблиска илјада ќе биде 48.000, бидејќи сега цифрата на стотки е број 6, а тоа е број поголем од 5. Согласно правилото, бројот кој го заокружиме на поголемата илјадарка. Можеме да заклучиме дека при заокружување на некој број до одредена позиција, десетки, стотки, илјадарки, 10.000 и така натаму, цифрата на таа позиција останува иста ако по неа е некоја од цифрите 0, 1, 2, 3 или 4, а таа се зголемува за 1 ако по неа е некоја од цифрите 5, 6, 7, 8 или 9. При тоа, сите цифри десно од таа позиција се заменуваат
со нули. Во задача 1 ќе ги заокружиме овие три броеви и на најблиска десетка, и на најблиска стотка, и на најблиска илјада. Овде предлагам да го стопирате видеото, да ја пополните табелата, да ги заокружите дадените три броеви на најблиска десетка, стотка и илјада, а потоа да го проследите решението. Бројот 2759 заокружен на најблиска десетка ќе биде 2760, затоа што сега цифрата на единици е број 9, а тоа е поголем од 5. Бројот 2759 заокружен на најблиска стотка ќе биде 2800, затоа што цифрата на десетките е тука број 5, а според правилото заокружуваме на поголемата стотка. Бројот 2759 заокружен на најблиска илјада е 3000, бидејќи цифрата на стотките е 7, а тоа е број поголем од 5. На истиот начин ќе ги заокружиме и другите два броја. Така бројот 12428 заокружен на најблиска десетка ќе биде 12430, заокружен на најблиска стотка ќе биде 12400, а заокружен на најблиска илјада ќе биде 12000. Бројот 450.639 заокружен на најблиска десетка ќе биде 450.640, заокружен на најблиска стотка ќе биде 450.600 и заокружен на најблиска илјада ќе биде 451.000. Задача 2. Иван купил неколку производи. Тостер, кој чини 2850 денари, миксер, кој чини 3680 денари, фен за коса, кој чини 1390 денари и микробранова печка 5990 денари. За да ја плати на продавачката, вкупната сума ја пресметал заокружено на илјади и дал 13.000 денари. Пресметај дали Иван точно заокружил, односно дали дал доволно пари. И овде стопирајте го видеото, решете ја задачата, а потоа проверете го вашето решение. За да ја решиме оваа задача, треба да ги собериме сите 4 производи што ги купил Иван. Сумата на сите 4 производи е 13.900 денари. 910 денари. Ако оваа сума ја заокружиме на најблиска илјада, ќе биде 14.000 денари, затоа што сега ја погледнуваме цифрата на стотките, а тоа е број 9, според правилото бројот е поголем од 5, па заокружуваме на поголемата илјада. Што значи Иван не заокружил точно, односно не дал доволно пари на продавачката. За домашна работа поврзете го секој од дадените броеви со најблиската стотка. Пример, бројот 641 е поврзан со бројот 600, затоа што таа е негова најблиска стотка за овој број. На ваков начин поврзете ги и другите броеви. Ви благодарам за вниманието.